Веќе изразив жалење, но и народот има поважни теми од обидот за дефокус на опозицијата, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска, посочувајќи дека немала намера да навреди никого. Оставка нема да поднесе оти за неа, оваа тема е затворена. Според министерката, СДСМ само се обидува да добие ситни политички поени. Димитриевска-Кочевска вели дека Петровска глумела жртва во случајот, а на нејзините сопартијци им пречела, како што рече затоа што темелно си ја работела работата. Иако со месеци била цел на лажни соопштенија и изјави, вели дека досега не се пожалила за тоа. Откако се искоординирале, па прават тема од ова, бидејќи колку што можевте да заклучите, додека дискутиравме во собранието, реакции немаше. Им требаше време да се реорганизираат, да размислат, да видат и да дефокусираат. Но секако повторувам, ниедна туѓа навреда кон мене нема да ме вовлече да навредувам и да возвраќам со навреди. Ова се ќе помине и за мене е најважно да останеме луѓе и да помагаме на луѓето колку што можеме. За мене темата, како што ви кажав, е затворена. Се фокусирам на мојата работа за која имам одговорност да ја работам. Пратеничката група на СДСМ пак најави дека ќе побара итна седница на Комисијата за дискриминација, на која ќе се расправа за однесувањето на министерката, но и за поширокиот проблем на дискриминација во институции врз основа на полова припадност. Министерка која понижува граѓанка на оваа држава, која навредува пратеничка, која шири дискриминација, не заслужува да води министерство, не заслужува да седи во влада која тврди дека работи за граѓаните. Дебатата на вчерашната седница за пратенички прашања заврши со остри реплики од како Петровска и сугерираше на министерката да направи добра пресметка по незината изјава, дека е нелогично 4-члено семејство да потроши 13 литри млеко месечно или да купува грашок од конзерва кога замрзнатиот е поевтин. Кога направиме логиката која што вие ја наметнавте за 4-члено семејство, тогаш ќе видите дека 13 литри млеко не се доволни, освен ако него заменувате со бадемово или некое друго. Врз основа на што вие ги ставате во уста мајките кои што имаат деца и како вие знаете едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина и многу добро знам колку треба да троши едно 4-члено семејство. Во собранието имало и посериозни инциденти од овој, но сегашната опозиција никогаш не реагирала толку бурно. Екс-председателот на собранието Талат Џафери дури беше снимен со пцовки како им се обраќа на вработените од службите. А двоецот СДСМ дуи не направи ништо и го игнорираше целиот скандал.